Денешната емисија нема да ви понуди рецепти кои може да ги конзумирате за ручек или вечера. Денеска одлучив да се посветам на нешто што сметам дека сите го имаме дома во нашиот шпајс, многу често го конзумираме, тренд е, нели, секогаш кога треба нешто поздраво да конзумираме, да јадеме, дали се тоа протеински плочки, гранола барс или некакви здрави замени кои во себе содржат многу витамини и минерали. Плочките кои ги купуваме внатре содржат различни состојки кои во суштина треба да ни обезбедат дневен внес на витамини, минерали, масни киселини, јаткасти плодови и така натаму. Денеска сакам да ви покажам како да направите домашни гранола, односно да направите поздрави замени кои може долго да стојат во вашите шпајзови, да ги спакувате на убав начин, а секогаш кога ќе ви се потребни да ги сконзумирате за некој доручак. Многу се поароматични, многу се повкусни од оние кои би ги купиле во маркетот, бидејќи не содржат во себе ниту засилувачи на вкусови, ниту екстра шеќер, односно можете вие да ги контролирате вашите состојки. Карес, секогаш иновативни, ме снабдуваат со најразлични садови и алатки кои се тука да ми помогнат да си ги остварам своите желби, да создадам нови рецепти или нови начини, а денешниот сад кој го имам е сад за правење млеко од јаткасти плодови. Некако ми одговараше во целата комбинација на сите рецепти кои денеска ќе ги направам, нели, секогаш се тука да ги исполнат моите желби и денеска ќе го презентираме ова садче. Значи, во овој сад може да правите најразлични млека. Многу е практичен бидејќи има капак, силиконски капак со кој кога ќе го направите млекото може да стои во фрижидер, а начинот на кој се прави е многу едноставен. Значи, се е обележено, има решетка и обележено е на самиот сад. Имам тука, отприлика, мислам дека се 100 грама бадеми. Можете да ги излупите доколку сакате снежно бело млеко. И јас мислам дека лушпата дополнително дава една интересна горчина и ја сакам натре во млекото. Наполнете вода. Повторно до обележаната црта. Ставете го и одложете го 12 часа. Да, 12 часа. По 12 часа ќе го изблендирате. Прво ќе смените водата, значи оваа вода ќе се истори заради тоа што таа ќе ги собере сите горчливи состојки од бадемот, доколку сакате тогаш може и да го излупите. Потоа само со блендер се блендира 2-3 минути и со практичната цеделка, само ќе си го исцедите, ќе си го затворите во кутија и ќе имате здрава замена за здраво млеко. Ќе го оставам на страна, значи треба до утре да ме чека. А имам веќе подготвено од напред, кој ќе ви покажам како изгледа. Ќе продолжиме со подготвување на гранолата. Во мојата гранола има неколку состојки кои мене ми се драги. Апсолутно во секоја гранола може да додадете сето она што вие сакате да го конзумирате. Гранулата трпи кора од портокал, гранулата трпи кора од лиман, доколку сакате да додадете урмин, сушено овошје, смокви. Какви сакате варијанти, може да направите и различни, некои со црна чоколада, некои со бела чоколада, кои се на база на сушено овошје, со ѓумбир можеби. Мојата денеска ќе биде со сушени кајси. Намерно го избрав овој рецепт бидејќи не е еден од омилените и начинот на кој се подготвува. Основата на секоја гранола се овесни снегулки. Тие ќе ги ставиме бидејќи тие се во суштина што се Сам дека тука имам половина килограм, вие ставете колку што мислите дека сакате да конзумирате овес. Имам непечени кикирики, имам малку индиски ореви и за да бидат соодветно во мали парченца, односно да не бидат доминантни, да не бидат прекрцкави. Мојата добро позната техника, која не е ни техника, можеби anger management, ќе ги искршам една крпа, затворете ја кесата со зипер, шокола и цела енергија надвор. Го дадов во мојата гранола
и тоа што останало на крпата, заради тоа што крпата е чиста, нели може да се дупне кесата апсолутно агресивни сте и варвари према нејзе. Убаво измешајте, да се размешаат и да бидат на сите страни еднакво распределени, сите јаткасти плодови и овесните снеголки. Имам кајси, една рака, кајсиите ќе ги исечкам многу ситно. Значи сакам да ми се појават баш во ситни парченца, не да бидат доминантни. Дури ако сакате и побезбедно се чувствувате и не можете толку ситно да ги исечете, слободно употребете блендер, ставете ги во блендер. Него на вистина треба да се многу ситно, бидејќи кајсијата нема да има тенденција да се растопи и ви треба да ви го обои вкусот на самата гранола. Апсолутно ваков тип на гранола е диетална и може да ја користите доколку сте на диета, сакате да намалите од вашата тежина. Увесот е во суштина протеинска состојка, јаткастите плодови исто така, а шекерот во кајсиите, намерно избрав кајси, заради тоа што имаат помалку шекер од урмата, например, или од сувата смоква, се нискокалорични. И употребете малку, значи јас тука имам вкупно 10 кајси, тие се тука само да го подобрат вкусот, а сепак да ја задржите диеталната карактеристика на гранолата. А доколку сакате да направите, нели, гранола која не мора да биде за диета, слободно направете чоколадна. Витаминка ви нуди многу различни продукти, имате чоколада од јагода, имате бели чоколади, црни, диетални чоколади. Исечете чоколадата на ситни парченца, додадете ја внатре во гранулата, но додадете од кога ќе завршите со печење. Мојата гранула ја печам на ниска температура, односно да речеме на 90 до 100 степени. Практично не ја печам, туку ја дехидрирам. Тоа го правам за да остане долго и да може да се конзумира, да речеме, во рок на 2 недели. Во суштина, кога правам гранула, правам можеби и дупло од оваа количина, заради тоа што бара напор, нели, бара доста сецкање, треба малце повеќе да и се посветите и секогаш можете да направите поголема количина во голем плех и да имате килограм до 2 спремна гранола а да остане свежа понатака по долго време. Не знам, може да стои сигурно до месец дена, заради тоа што сите состојки кои ги употребуваме внатре, посебно кога ќе бидат дехидрирани, ќе ја направат долго трајна. Тие што ме знаат приватно, знаат дека долги години изучував здрава храна. Навистина имам завршено и нутриционистички, ајде да кажеме, онлайн факултет од 3 години, заради тоа што сум баш заинтересирана за тоа како функционира храната, кои болести може да се третираат или состојби со храна и многу често кога сакам да подобрам некоја состојба, ја употребувам храната како лек. Порано, кога децата беа многу мали и кога сакав да им овозможам здрав почеток, нели, за да стекнат имунитет, правев многу вакви, значи целата храна ни се базираше врз основа на ваков тип на рецепти, повеќе вегански, повеќе вегетаријански. Сега веќе од кога оформија вкусови, тоа е малце тешко да се имплементира, но доколку се потрудите за дека се мали, верувајте дека еден ден ќе исплива на површина сето она што како вредност сте мелиле во вашите деца, целиот труд кој сте го вложиле за да ги храните здраво. Измешајте за да се измешаат сите состојки и тука имам путерот кикирики и путерот кикирики збогатен со чоколада. Основата за да ја направам масна гранулата ќе ми бидат медот, путерот од кикирики и чокопутерот. За да си помогнам и да биде тоа фино направено, заради тоа што треба да се притисне силно во тавата, ќе искористам гумена ракавица, мед, една лажица. Доколку сакате посладко, слободно употребете повеќе. Иако не би ви препорачала, затоа што секогаш можете на крајот кога или ќе конзумирате, дали ќе биде тоа со млеко од бадеми или со обично млеко, секогаш може дополнително да додадете
мед, шекер или било кој засладувач. Чувајте гранулата по-неутрална, односно да не биде толку блага. Јас многу знам често и со јогурт да ја конзумирам. Значи убаво со ракавица, бидејќи многу работи ќе ми се залепат доколку немам ракавица, ќе ја изгмечам и ќе ги соединам сите состојки. Како да месите тесто. Последната состојка која сакам да ја ставам, само заради тоа што сакам да го ароматизирам и да го направам уште по луксузно, е малку екстракт од ванила, заради тоа што мислам дека во целата оваа комбинација ванилата е баш зачинот кој му е потребен. Доколку сакате употребете цимет, употребете кардамон, било кој од оние зачини кои ги употребувате за мили брод, за благи куглови. И ова е тоа како треба да изгледа. Не знам дали може да забележите, значи не очекувајте тесто, туку тоа се баш, не знам, мали грудчиња, каде што се налепено е и овесот, и сите оние состојки кои ги ставивме. Че имаме еден плех и распределете ја целата количина, од прилика 2 см дебелина. Не ја притискате, значи кога правите гранула, не ја притискате, доколку сакате од истите состојки да направите плочки, притиснете слободно, тоа ќе биде следниот рецепт кој ќе ви го покажам. Оди во рир на 15 до 20 минути на ниска температура. Треба само да го дехидрирате. Јас како ставам моето, а се гледаме со следниот рецепт каде што ќе ви направам протеински плочки. Вториот рецепт кој денеска ќе ви го понудам се плочки. Односно протеински овесни плочки, здрави плочки кои може да си ги направите од дома и да бидат замена за оние барови кои се продаваат нели и плочки во маркетите. Морам да кажам дека рецептот, односно идејата за ваква подготовка ми е од мојот колега Гоце. Гоце е пасиониран по здрава храна и од кога ми ја кажа оваа финта, морам да ви кажам дека само вака ги подготвувам плочките. Повторно, нели, основата е овес, ви треба повторно длабока чинија, јас го имам моето гнездо на карес. И почнувате да ги додавате сите состојки. Повторно внатре оди се што вас ви се допаѓа. Мојата комбинација денеска ќе бидат семки. Семките се многу богати со цинк, селен, внатре содржат масни киселини, односно сето она што ви е потребно за дневен внес на правилни нутриенти. Но, за да може да имаме се балансирано, јас имам лен, сончоглед, тиква, ореви, сусам. Доколку кога учев малку нутриционизам, ми кажаа дека доколку сакаме да имаме здравие цел живот, треба во 12 часот, не знам зошто, мислам дека тоа е заради тоа што тогаш најдобро се апсорбираат сите здрави состојки кои ќе ги примите и ги имате на располагање во текот на цел ден за да може да ги потрошите. Секогаш би биле најздрави доколку исконзумирате по една лажица семе од тиква, семе од сусам, семе од сончоглед, лен и да ги промешате со лажица малтекс. На овој начин ги имате дневниот врез на сите оние состојки кои денес ги примаме. Или со целава корона ситуација, многу е повеќе од јасно дека мора да конзумираме витамин D, мора да конзумираме селен, цинк, сето она што го подобрува нашиот имунитет. Ова се тие витамини само во храна.
Затоа јас денеска ќе ги направам како плочки, ќе ви понудам една опција како да ги спакувате да останат долго со вас, па да може да си ги понесете на работа, да ги пратите во школа со децата тие што одат во школа и да имате секогаш здрава опција. Имам свежи семки од тиква, тука имам семе од лен, имам семе од сончоглед, се е од прилика по една чашка, имам сусам, ќе биде вкусно ние мали сусамки што ги купувавме кога бевме мали. Имам ореви. Оревите ги додадов заради тоа што мислам дека има во целата оваа комбинација ќе ве збогатат со дополнителни масни киселини кои се потребни за дневното функционирање на вашиот организам и дополнително ќе ги направат повкусни. Повторно варварски ќе ги исчукам. За да ги направам помали парчињата, може да ги сецкате. Само благо искршете ги. Да дадете ги во смесата. И само ова само по себе може да биде основа за вашите плочки. Но доколку сакате да отидете чекор понапред и да внесете дневна доза, пова да биде некој убав доручек за вас или не знам, само да биде ова оброкот кој ќе го исконзумирате, јас ќе додадам сушено овошје. Имам урми, имам кајси и имам сливи. Ќе ги додадам на искршени парченца, тие што можам, другите ќе ги исечкам заради тоа што сакам да се појават како да бидат блажината во целите плочки, да бидат дополнителниот вкус и да бидат нешто што вашите деца сигурно нема да го одбијат. Имам по една чашка урми, овие се баш свежи убави. Доколку имате сушени, ставете и сушени, апсолутно нема да направи разлика. Урмата секогаш сакам да ја употребувам заради тоа што не знам дали знаете, сите оние вегетаријански, вегански рецепти, сите торти и сладки работи се прават врз база на урма. Во некој од следните емисии ќе ви покажам како да направите нутела од урми, која е феноменална во вкус, значи една од баш рецептите кои мора да ги знаете доколку сакате да се грижите за вашето здравје. Многу од рецептите ги имам од мака научено, заради тоа што секогаш кога децата ќе се опседнат со нешто, например, син ми Лео многу сака чоколаден крем, не смее да качува тежина, а бара буквално секој ден лепче со кремче. И тогаш мора да најдете начини како да создавате поквалитетни опции за тоа што му е омилена храна. Следното што ќе ставиме се суви кајси на покрупни коцки, заради тоа што за разлика од гранулата која најчесто ја конзумираме со млеко или со јогурт, ова е нешто што треба да го загризате, треба да имате текстура во секој залак. Ќе ги исечам бидејќи се посува сушено овошје за разлика од урмите. И сувите сливи. На коцки. Замирисана есен. Сувите сливи секогаш ме потсеќаат на есен. Заради тоа што најчесто во есен веќе не ги снемува сите оние во досна есен не ги снемува сите оние убави овошја кои ги има во текот на летото и тогаш се префрламе на сите начини на конзервирање на кои сме навикнати. Не знам дали ви подготвив свинско со суви сливи, мислам дека не сум ви подготвила, треба да ви го подготвам. Моето свинско со полнати суви сливи. Многу преубав рецепт. Киселината на сливите одговара одлично со месото и со сосот. Да, некој следните епизоди сигурно ќе ви го подготвам. Префрлете се во чинијата.
ќе ставам повторно една ракавица, бидејќи ќе се работи за леплива смеса и ракавицата ќе ви помогне подобро да го измасирате. Имам Малтекс, овој пат ќе употребам Малтекс како врзива содржина и имам една алва. Немој ве замолувам да ја изоставите алвата, заради тоа што алвата содржи внатре тан, таа е сусамов производ. Овие плочки имаат неверојатен вкус. Значи не сум сретнала ништо на пазарот што има вкус како овие плочки со алва и благодарам на Гоце што ме научи на ваквиот начин на подготовка на плочки. Малце ќе ставиме масло, ќе ставам брилијант, бидејќи сончогледово, бидејќи ми треба малку да ми помогне да ја размесам алвата, значи една лажица, само малку, за да ви помогне за да ја размесите алвата. Сега ќе почнете да месите внатре, цело време притискајќи со прстите и целата поента е да ги облеете сите внатре состојки кои ги ставивте со алвата и со малтексот. Потребен ви е еден плех за печење. Ставете целата смеса внатре. Плехот обложете го со хартија за печење, само заради тоа што многу полесно ќе може да извадите смесата. Доколку немате хартија за печење, слободно намастете ја тавата и убаво распределете ја целата количина. Треба да биде тенко, значи овој пат ако таму одевме во гранулата со подебело тесто, отприлика 2 см, тука треба да бркате dimenzија од 1 см. Само да ја распределам количината. Убаво испритиснете ја целата содржина, срадете ја ракавицата. И за да направите баш убаво притиснати плочки, ставете уште малку хартија за печење и со помош на една чаша убаво измазнете го горниот слој. И притиснете го на дното. Потребен ви е остар нож. Значи, апсолутно ова не може да го направите доколку вашиот нож не е остар, заради тоа што се работи за јаткасти плодови. За среќа јас го имам мојата алатка за острење на нож. Ќе го наострам да биде баш жилет. За да можам да направам плочки. Го измите го, бидејќи може да има парченца од металот и направете, пред да го печете, направете плочки, односно исечете го и малку со ножот помогнете си да го потурнете по страниците. Доколку не го исечете сега, односно пред да го печете, после нема да може да го направите тоа, заради тоа што ќе се работи за густа цврста смеса, која ќе се обидете да ја исечете, така ќе се раскрши. Значи, за да ви бидат успешни плочките, сечете ги пред да ги печете, како што би правеле баклава. Ќе ви треба малку време ова да го направите, заради тоа што треба да се потрудите да бидат одлепени од сите страни, а убаво сплескани и одат во рерна. Плочките ќе ги печеме на 150 степени, односно на повисока температура. Точното време зависи од дебелината на плочката што ќе ја направите. Мојве конкретно се отприлика 1 см и ќе одат 25 до 30 минути во рерна. Вие тоа контролирајте го преку тоа што ќе ги имате цело време на око. Доколку станат златни, ќе видите дека веќе се
веќе почнуваат да ја менуваат бојата, готови се. Немој да се излажете доколку кога ќе ги извадите се меки. Оставете ги 100% да се оладат. Кога тие ќе се оладат, сите состојки внатре ќе се стегнат и ќе имате права плочка. Значи кога ќе ги извадите од ревна, тие ќе бидат меки, но после ладењето ќе бидат скроз гладни. Ви покажав како се прави бадемовото млеко, а ова е последната постапка за да направите. Јас имав искиснати бадеми кои ги чував 12 часа, ја сменив водата, значи по упатството треба да ја смените водата во која се киснеле, ставив нова вода и гледате има еден силиконски дел кој ќе ви помогне да го исцедите целото бадемово млеко. Внимателно притиснете. Доколку ги излупите бадемите, ќе имате снежно бело млеко. Не ми се допаѓа вкусот тој таа горчина во позадина. Притиснете ја цедалката. Цедалката има од страните силиконска подлога која се лизга по самиот сад и не дозволува јатките бадем да дојдат во допир со млекото. Притиснете ја, исцедете ја убаво и направете си. Помогнете си со силиконската подлога. Само затворете и чувајте си го секогаш кога сакате да имате поздрава варијанта на млеко. Следно што ви подготвив беше гранолата. Таа ја се испече. Ја изладив 100%, не знам дали може да ја забележите целата текстура која ја има, баше класична гранола која може да ја купите во маркетите или да ја порачате од пакет МК, а јас ќе ја искористам нивната убава рециклирана кеса од хартиена кеса за да си ја зачувам мојата гранола. Вака спакувана може да стои сигурно месец дена, односно хартиената кеса ќе ја впива целата екстра маснотија која има внатре, дополнително нема да дозволи да пробие внатре бактерии, бубачки и останато, меѓутоа ќе дозволи да диши и да остане свежа. Јас секогаш ги користам на кесите на пакет МК и последно што ви подготвив беа моите плочки, ги спакував во хартија за печење, ги врзав за да изгледаат убаво за вас денеска, а еве како изгледаат и апсолутно се подготвени. Направете здрави барови, направете здрави плочки, искористете го нашиот рецепт или искористете ваш. Инвестирајте во вашето здравје и секогаш трудете се да имате поздрави варијанти за стандардните оброци. Јас се надевам дека ви се допадна со мојот предлог денеска, а ние се гледаме веќе во следната епизода. До тогаш останете ми во добро здравје. Феноменално.